39-годишен скопјанец ја облюбил својата 12-годишна ќерка. Грозоморниот чин се случил во февруари годинава, а напаѓачот ќе одговара за делото полов напад врз дете кое не наполнило 14 години, информира јавното обвинителство. Обвинетиот во напуштен објект позади прифатниот центар за бездомници Ранка Милановиќ во Скопје извршил полови действија врз дете на возраст од 12 години. Тој е жртвата, инаку негово вонбрачно дете со кое живеел во иста семејна заедница ја зел во возило со изговор дека ќе ја носи во училиште, но ја однел во напуштениот објект каде ја принудил на полови действија. Обвинетиот е во притвор бидејќи, како што соопшти обвинителството, постои опасност од бегство и страф од повторување на делото. Инаку, според информациите на Канал 5, поголемиот дел од педофилите кои служуваат казна затвор во Идризово се токму рецидивисти. Во насока на превенирање на сексуални напади врз малолетниците, во 2012-та беше креиран и регистарот на педофили, но според првиот човек на детската амбасада Меѓаши, оваа мерка не дала резултат. Регистарот уште кога беше воспоставен, ние имавме мислење дека нема да го реши проблемот. Од повеќе аспекти, едно е што треба да биде во функција на институции кои работат со деца, да знаат кои се потенцијални педофили и опасност за децата, а од друга страна и да не се жигосува цело семејство на осудениот педофил се додека служува казна затвор. Но тоа е само една алатка. Иако во законот е предвидена опцијата за така наречена хемиска кастрација, ниту еден од осудениците не ја прифатил, за да му се намали времетрењето на затворската казна, па оттаму Змијанац предлага единствено високи казни со цел да се спречи рецидивизмот. Единствено што функционира благодарение на нашето силно застапување и лобирање се високите казни на осудените педофили. И сметаме дека за секој рецидивизам, значи повторно нагласувам дека треба да се доследи доживотна казна затвор. Значи првата казна нека биде минимум 12 години, а веќе второ кривично дело, за жал ако не се покажат успешни овие методи на медикаментно-фармакологска терапија, да биде доживотна казна затвор. Според податоците на Меѓаши, дури 75% од педофилите го повторуваат дело.